На терен, подај рака 2022, седма штафетна трка во чест на лицата со ретката болест Вилсон. Кристина Талеска-Големтеова е на линк со Маја Алексиевска-Димич, председателот на Сдруженијето Вилсон. Кики, добро утро и повелете во ова дождливо утро. Прво, дали се снајдовте, успеавте ли да најдете позиција? Успеавме конечно да најдеме позиција, Бранко. Да, добро утро. Еден од летниковците во градскиот парк не спаси, бидејќи е врнежливо ово утро. Можеби немаше да биде проблем, немаше да бидат проблем овие 13 целзиусови степени да имаме сонце, но дува и има дожд и навистина некако е студено ова утро. Препорака за сите кои што излегуваат од своите домови во овој момент да се облечете зимски. Вакви температури ќе имаме заклучно со денешниот ден. Веќе од утре ќе има сонце, што значи ќе биде одлично времето за да може да се одржи седмата поред штафетна трка овде во градскиот парк. Зад нас ќе биде локацијата, летната сцена. Ја организира Сдруженијето Вилсон, спомена и ти, насловена Подај рака 2022. Нашата гостинка ова утро, Маја Алексиевска-Димич, председател на Сдруженијето за поддршка на лицата со ретката болест Вилсон. Смрзнавме ова утро, Маја. Благодарна сум за тоа што најдовте простор за да одговорите на поканата за нашиот разговор и воедно да најавиме се што организирате за внедела. Имаме убави температури за почеток, тоа е добро. Но уште еднаш да споменаме дека она што е важно е да се прати порака со трката, дека неопходна е многу поголема поддршка и за лицата со ретката болест Вилсон и за нивните семејства. Да, како што спомнавте и сами, најпрво благодарам за поканата и за времето кое го одвоивте за нашето здружение, за промоција на нашите активности. Ова е традиционален настан. Нашето здружение е формирано некаде од 2015 година. Мисијата на нашето здружение е овозможување на што понормален живот на пациентите со ретката болест Вилсон и воопшто и на останатите пациенти со ретки болести. Сите наши активности, вклучувајќи го и овој традиционален хуманитарен настан, се во таа насока на остварување на нашите цели, кои пред се овозможување или подобрување на начинот на добивање на терапија, овозможување на времена диагностика и контрола на болеста, потоа градење на системи за поддршка на пациентите со Вилсонова болест и нивните семејства, како застапување на правата на овие пациенти пред релевантните институции, како и подигање на јавната свест за оваа болест, на стручната јавна свест за оваа болест, за постојањето на оваа болест. И ќе фатиме сите сегменти. Ајде на самиот почеток техничките информации кои што се поврзани со трката, како ќе биде организирана. Од она што јас го знам, коригирајте ме ако грешам, 4 пати по 1 километар за возрастните, детска трка плюс трка со миленици, бидејќи веројатно малкумина знаат дека и милениците можат да заболат од Вилсон. Да, токму така. Трката веќе со години наназад ја организираме како штафетна. Идејата е дека со подавањето на палката, која што првиот натпреварувач од тимот ја добива, значи тимовите најпрво може да бидат од двајца, тројца или четворица учесници. Целта е да се истрчаат 4 вкупно 4 километри. Првиот учесник ја добива палката и потоа символично на секој ја подава на следниот учесник. Целта е да се покаже дека на ваков начин со едно заедничко подавање на рака можеме да постигнеме многу повеќе, односно гласот на пациентите по раката што ние како здружение сакаме да ја пренесеме е дека овие пациенти постојат, се тука, се видливи и дека најважна е навремената диагностика и регуларната терапија. И по спортскиот дел традиционално има и забава за посетителите. Да, низ годините наназад како растеше бројот на учесниците во самата трка, како што и самите кажавте, главниот настан е таа штафетна трка, со таа символика која што ја пренесуваме, меѓутоа се трудиме наставно да го направиме интересен и за останатите. Се повеќе луѓето доаѓаат и со своите децата, со милениците, така да оваа година одвоивме простори за милениците, а традиционално веќе ќе биде и детската трка која што е многу интересна и за децата имаат чувство дека и тие на некој начин придонесуваат во пренесувањето на таа порака. Она што сакам да го нагласам дека тоа е настан во кој што трчањето не е најглавното. Значи на почетокот кога почнавме да го организираме овој настан, имаше луѓе кои што велеа не, јас не можам да истрчам 1 километар, а не да одам. Не е тоа поентата. Поентата е дека сме тука, дека треба да ни
помогнат, да бидеме погласни и верувајте, има многу такви кои што ако првата година воопшто не се обидува, веќе понатаму се дел од трката и дури ставаат и бројче на својата мајца, значи се активни учесници во трката, иако за тие што не можат да учествуваат од било какви причини, има можност да не поддржат, да дојдат, да не поддржат со активна поддршка. Што вели статистиката, Маја, во Македонија? Колку лица се со диагностициран Вилсон во моментов? Значи, по нека европска дефиниција за ретки болести, ретка болест е она која што, значи болест или некакво нарушување кој што погодува релативно мал број на процент од населението, 1 на 2000. Конкретно за Вилсоновата болест, таа бројка е 1 на 30.000, што значи дека во Македонија треба да има некаде околу 70-80 пациенти. Она што јас сакам да го кажам и како нешто што сме го постигнале со овие години наназад на сите наши активности, па вклучувајќи го и настанот Подај рака како хуманитарна трка, е тоа што на почетокот 2015 во Македонија беа познати помалку 10 пациенти. За овие неколку години, 6-7 години, веќе има 30 пациенти. Тоа значи дека пациенти има, претходно веројатно не биле навремено или биле погрешно диагностицирани, и тоа што е она што на некој начин нас ни дава мотивација да продолжиме со сите наши активности. Единствениот проблем од она што јас го проучитав како информација поврзано со Вилсон е навремената диагностика, бидејќи генерално болеста не дава никои симптоми. Сега и во поглед на навремената диагностика, пациентите има проблеми во нашата земја изминативе години. Има ли промена на оваа тема и во однос на достапот на терапија? Пред какви се предизвици се исправени и пациентите и нивните семејства во моментов? Значи, Вилсоновата болест по правило е фатална болест. Доколку не се диагностицира навремено, тоа е таму важноста на таа диагноза, и доколку откако ќе се диагностицира не се пие доживотната терапија. Во однос на вашето прашање за диагностика, она што мене посебно, мислам, нас како здружение не радува, што токму со овие трки ние успеавме 2015 да собереме средства и да донираме реагенси во МАНУ, и сега достапноста на таа диагностика, значи диагностиката е достапна. Во однос на терапијата, до 2015 немаше никаква терапија за многу малку ретки болести имаше. Сега овие лекови се во рамки се обезбедуваат во рамките на програмата за ретки болести. Ние секоја година, буквално секоја година се плашиме кога ќе биде одобрена програмата, дали тендерот ќе биде на време, да завршат сите тие процедури и постапки кои што за жал некогаш подолго траат и придонесуваат во одреден временски период, како што е тоа баш во моментот да нема терапија, но се надевам дека во соработка со Министерството за здравство ќе го надминеме тој проблем. Амбициозно работите низ годиниве да им обезбедите поквалитетен живот и на пациентите со Вилсон и на нивните семејства. Што ние како општество, еве некако за крај на разговорот, ние како граѓани можеме да направиме за да им помогнеме на нашите сограѓани полесно да им тече секојдневието? Па знаете како, здравјето е основното човеково право. Тоа е право кое што треба да го има и оној што има нека честа позната болест, меѓутоа и оној што за жал е погоден од нека не толку честа, не толку позната, односно ретка болест. Она што ние како општество, институциите, а ние учесниците, луѓето, значи да им укажеме на институциите е тоа дека овие пациенти, значи не зборувам само за Вилсон, зборувам за пациентите со други ретки болести, треба да не бидат невидливи во општеството. Значи треба да бидат препознаени. Верувате дека досега, значи правевме некои анализи и истражувања, во законската регулатива поимот ретка болест, пациент со ретка болест не постои. А треба да го има, затоа што тоа е специфична категорија, да не биде маргинализирана група, потребна е специфична терапија и оттаму треба да бидат видливи пред се во законите, а со самото тоа и прифатени и интегрирани во општеството. Јас се надевам дека со следмата штафетна трка в недела и ние како граѓани ќе дадеме голем придонес и ќе направиме нашите сограѓани да бидат многу повидливи. Се гледаме во зимска облека сега, а в недела со куси ракави. Па
Јас се надевам, барем така се прогнозите синоптичарите што ги даваат, како и секоја година се надевам дека ќе има одлична атмосфера, само сакам да дополнам и да ги ексклузивно да кажам за вашите гледачи дека како и секоја година имаме поддршка од реномирани музички групи и пејачи. Оваа година ќе со својот настап и со својот бенд ќе биде присутна Каролина Гочева. Каролина е наш редовен поддржувач, меѓутоа оваа година еве со настап. А исто така за помладата популација, она што верувам ќе го привлече нивното внимание е учеството на Лара и Ирина, нашите представнички на овогодинешниот Евросонг за деца, така да верувам дека навистина ќе има убава атмосфера и пред се убаво време. Маја, благодарам за разговорот во Македонија наутро. Ние се гледаме внедела на школка. Благодарам и на вас. Колеги, го заокружувам разговорот одовде од градскиот парк. Маја Алексиевска Димиќ, од председателка на Сдруженијето за ретки болести Вилсон, беше заедно со нас. Ние ве покануваме внедела во градскиот парк. Обезбедете си ја спортската опрема, добро расположение и многу насмевки. Тоа ни е потребно генерално во секојдневието, исполнето со низа непријатни информации. Студија?